Како да се подзаборави темата со опасните свлечишта на водно. Пред неколку дена институциите беа растрчани да бараат спас од водно кое почна да се лизга и да подкопува објекти. Сега или тивко работат или тераат по старата навика, секое чудо за 3 дена. За да не биде ова второто, директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов вчера упати предупредување дека на падините на водно постојат објекти кои се директно загрозени од свлечишта и нестабилно земјиште. Тој баре сериозност и навремена реакција. Да, сериозноста на општинските и градските институции е потребна, оти земјиштето продолжува да се лизга и неколку потпорни ѕидови се урнати. Но мора да се каже дека фалеше сериозност во минатите деценија 2, кога се дозволуваше поводно да се сечат дрвјата, а да се садат големи згради. Без таа констатација и без превземање на мерки околу тоа, џабе се сега правењата на некакви си акциски планови или некакви потпорни ѕидови, кои водно за миг може да ги смете, ако градежниците и општинската администрација продолжат да го малтретираат.